Знаат и нашите земјоделци точно што е разликата. Со ВМРО ДПМН е 550 милиони евра завршија кај македонските земјоделци. Така се сака и се поддржува македонското земјоделство. Во следните 4 години ВМРО ДПМН ќе реализира вкупно 2046 проекти, сите од прв до последен, со точни рокови, со точни финансиски средства и опис кој ќе го реализира проектот. Тие се во нашата програма за 2014-2018 година. И јас апелирам секој од вас, освен што размислува за луѓето што ќе реализираат програмата и што ќе водат државата, точно да погледне во програмата кои се проектите и во програмата на ВМРО ДПМН и во програмата на нашите политички конкуренти од СДСМ. Ќе ја видите разликата. Во нашата програма нема граѓанин, нема категорија на граѓани што нема да се пронајде себе си во некој од проектите, во некој од работите што ќе ги правиме во следните 4 години. Во нашата програма е јасно напишано: ВМРО ДПМН со реализација на бројните мерки, активности, привлекување на странски инвестиции, обезбедување на 100 милиони ефтини кредити за домашните фирми, 10 милиони евра докапитализација на Македонска банка и други мерки, ви ветува најмалку 64.000 нови работни места во Република Македонија. Тоа е нашето ветување во програмата за 2014-2018 година. Неодамна бев во Неготино и ви дадов отчет. Отчет за тоа што сум сработил во мојот мандат минатите 5 години. Ви кажав дека се што било во програмата со која сум ја добил вашата доверба, се е остварено. Но и отворив многу проекти кои досега претседателите на Македонија не ги отварале. Вратите на мојот кабинет беа постојано отворени. Моите соработници во кабинетот пресметале дека поминале, ме посетиле и дошле со идеи и иницијативи 5000 граѓани од Македонија. Но исто така отворив и народни канцеларии, да можат граѓаните да знаат за институцијата претседател, да доставуваат своји мислења, предлози, да доставуваат она што ги тишти во животот. Затоа довербата на граѓаните во институцијата претседател се зголемува. Затоа што сум бил и сум останал како еден од вас, човек од народот за народот. Покажавме дека секој пат сме со граѓаните. Како јас бев, така и премиерот и министрите. Затоа знаеме она што ги тишти нашите граѓани. Ги знаеме проблемите со кои се соочуваат. И затоа на секој ваше барање има конкретен проект како да се најде решение. Затоа и нашето мото за ова кампања, моето е дека државата ни е пред се, Македонија ни е пред се. И затоа кампањата на кандидатите за пратеници е дека има разлика. Самите вие гледате разликата. Драги пријатели, вечерва сме тука собрани на ова место со цел да дадеме силна поддршка за сегашниот и иден претседател на Република Македонија, за Ѓорѓе Иванов. И да дадеме ветер во грб за ВМРО ДПМН и за 62 места во парламентот. Да не може некој да ни прави уцени, да не може некој да не кочи во остварувањето на зацртаните проекти и зацртаната програма. Да може да ги спроведиме без некој да не уценува и без да не уценува по државните и по националните интереси. Затоа, драги пријатели, се радувам што вака по сите поштади низ Македонија гледам многу народ, гледам многу енергија и гледам волја да се даде поддршка на оваа политичка гарнитура
која во Република Македонија времето го подели на пред 2006 и по 2006 во однос на политиката и политичарите. Предвидено е во новата програма силна промоција на македонското вино на многу пазари каде што досега тоа не се правило толку многу, како што е рускиот, поранешните советски републики, Европска унија, САД и други. Предвидени се и многу работи поврзани директно со кавадарци. Предвидено е и очекуваме да се изгради фабрика која што доаѓа заедно со Драксмайер Кофи Кап, која ќе инвестира 10 милиони евра и ќе отвори 150 нови работни места. Значи, покрај овие 4000 што веќе се вработени, односно 4500 што ги најави Драксмайер, плюс уште 150 во новата фабрика Кофи Кап, која веќе почнува да функционира. Ќе продолжиме да работиме и со давање на кофинансирање од страна на државата до 50% од инвестицијата на инвеститори кои ќе инвестираат во производство на вино и винарски визби. Сега веднаш после изборите се планира да се објават поголем број на парцели, вкупно 20 парцели, на кои што ќе може да се градат винарски визби. Тие што ќе ги купат, веќе имаат ветување во нашата програма, дека кога ќе ја набавуваат опремата за тие винарски визби, ќе добијат пола пари од државата. Така работевме, така ќе продолжиме да работиме, за да тие винарски визби отворат нови работни места и во Кавадарци, и во Неготино, и во целата Тиквешија. Предвидуваме и надградба и реконструкција на патната делница Кавадарци-Неготино. Реконструкција на вториот дел од локалниот патен правец Ладно Долче, Страгово, Крњево и реконструкција на локалниот патен правец од Ресава до Бегниште. Ке финансираме изградба на детални урбанистички планови за населените места Марена, Сопот, Дреново и Возарци. Реконструкција на основните училишта Страшо Пинџур и Тоде Хаджитефов и реконструкција на средните училишта Кирос Панџов, Брко и Добри Даскалов во вкупна инвестиција од 700.000 евра. Предвидуваме изградба на нови 2 училишни спортски сали. Се предвидува и нова детска градинка во Кавадарци со капацитет од 150 до 180 деца. Градба и на 2 повеќе наменски спортски игралишта и тениски терени во Кавадарци. И ние имаме кредибилитет да го ветиме ова, затоа што сме ветувале и сме остварувале за разлика од СДСМ. Ветувавме дека Драксмайер ќе дојде и ќе ги отвори овие работни места, се случи тоа. Ветувавме дека ќе го решиме проблемот со бесправно подигнатите лозови и овошни насади. И еве, во Кавадаречко се легализираа над 880 хектари лозови и овошни насади и на земјоделците им се склучија над 440 договори за закуп. Патем речено, непосредно после завршување на изборите се очекува легализација и на преостанатите 380 хектари во Кавадаречко. Се изгради и водоводот во должина од 9 км со капацитет од 200 литра вода во секунда и пречистителна станица, со што се реши деценискиот проблем на Кавадарци и Росован со водоснабдување, инвестиција вредна 2 милиони евра. Ветувавме и го решивме. Затоа имаме кредибилитет сега да говориме и да ни верувате за новите проекти. Јас не бегам од народот, не бегам од соочување со граѓанинот. Затоа што јас сакам да видам што граѓаните мислат за мене, а не да се само прогласувам за премиер, како што Заев се прогласи. Значи јас сум слушнал други луѓе да викаат тој ќе биде премиер, да викаат идниот премиер, ама човек сам за себе да вика идниот премиер, такво нешто, таков феномен до сега не сум слушнал. Тоа е поценување на народот. Да избегате од листата и да му дојдете на народот да кажете јас ќе бидам премиер, тоа е мајтап играње со народот. Затоа губат на секои избори повеќе отколку на претходните. Драги пријатели, тој избега од листите и од народот. Не дај Боже да е на функција клучна и да се соочи со поголем предизвик. Сега ова му е на него предизвик. Сваќа дека нема поддршка, бега од листите. А глуми дека ќе биде премиер, односно се прикажува, се само промовира. Не дај Боже да најде на поголем предизвик како премиер. Кога ќе ја спрашти како метак да бега со се богатството од тендерите од Струмица, прашината од брзото бегање само ќе остане за него. Тоа ќе биде Зоран Заев. И го гледам ова негово силење секој ден.
Забележувате ли како се сили? Излегува, се сили, вика, се дере, се сили, се заканува, ја вака, ја така. Вика колку што може, вика. Човек. Сушност, ако го оцените како психолошки профил, одговорот е дека во тој човек што толку многу вика и се сили, лежи едно малечко исплашено човече. Малечко во грч, вака, стегнато. Ама викањето му е за да го сокрие тој страв во тоа малечкото човече во него исплашено. Тоа е чиста психологија. Тоа е Зоран Заев. Оти он мисли дека ако вика, нема да го забележиме неговиот страв и мисли дека со викање се добиваат избори. Абе Заев, не може избори со викање, ќе земе оперски пејач ке ставија, не тебе да стават, ако беше за викање работат. И не може сам да се промовираш во премиер. Треба народот те гласа, ова е демократија. Народот гласа. Не е доволно Радмила, Бранко и Стево да ти аплодира. Треба да излезеш на листа, треба да покажеш проекти, да покажеш програма, да покажеш историја на твоето работење, да си чесен, да си посветен, да луѓето видат дека не ги лажеш, а не да се дереш и да викаш и да мислиш дека со тоа ќе добиеш довербата од граѓаните. Па луѓето не се без мозок, луѓето размислуваат, гледаат, искуство имаат веќе. Ако било со дерење, добивање и со викање и со силење, и има во Македонија шампиони за таа работа до сега, одамна ќе победе, а и ќе ги добие избори. Тоа е стварно светски феномен. Ај што сака да не уведи дека тој и Рада се нови. Значи, Радмила што 20 години е во политика, на челни позиции, нова била, и тој што веќе 9 години е на функции, градоначелник, подпредседател на партија, ВД председател и така натаму. Ај што и тоа сака да не убеди, ај што не знае што збори и што нема програма, некој памфлет извадеа сега таму, кој што е неспоредлив со ова што ние го имаме како програма, туку сака со викање само да ги добие изборите. И тој е единствениот човек во свет што сам се промовира за премиер. Значи сам. Како тргнава работата вака, кога ќе дојде малку во една понагласена фаза на страв, ме немаме зачуди и да се прогласи во крал човек. Зашто да не се? Ако може во премиер, зашто не може да каже ја крал ќе бидам? Се може да каже. Само треба да најде некој што ќе му верува. Тоа е проблемот. Драги пријатели, си го знаеме ние него. И од него се може да очекуваме. Само се плашиме да не тргне во некои нечисти сценарија во идниот период. А знаеме дека знае многу добро да го направи тоа. Знаеме дека тој беше аболициран од Бранко Црвенковски и така спаси глава од затвор. Знаеме како рамо до рамо со Бранко Црвенковски сака со сила да влезат во парламентот, со рушење на уставниот поредок. Затоа да го држиме на око и да не помислува дека такво нешто ќе му помине. Замислите што им текнало. Пред некој ден излегува анкета, каде не знам СДСМ води, Стево Пендаровски води, ние губиме, народ не сака, нив ги сака одеднаш. Викаме која вади ова анкета и кажуваат некоја таму име и презиме, малце странско така. Добро, викаме, ајде видиме која оваа фирма, се ја бараме во Централен регистар, нема таква фирма во Централен регистар. Значи, гледате им гумот, вадат анкета на непостоешка фирма. Значи, човек да се дрзне толку да си го подценува народот, дека е толку будала, дека толку нема да примети, да види, да разбере. Тоа е крај, тоа е феномен. Затоа СДСМ на секој избори губи се повеќе и повеќе. И да го оставиме, драги пријатели, нека вика, ќе вика вака до 27 април. Од 27 вечерта. Штама, ќе го издржиме до 27. А ние ќе продолжиме да работиме со појако темпо од тоа што до сега сме работиле. И за сите, и за кавадарци, и за другите градови, и за македонци, и за албанци, и за турци, и за роми, и за срби, и за бошњаци, и за власи, и за муслимани, и за христијани, и за секој човек во Македонија. ВМРО се бори да му помогне на секој човек. Тоа е ВМРО ДПМНЕ. Да живее ВМРО ДПМНЕ. Да живее кавадарци. Заокружи број 5 и гласај за 2046 нови проекти, кои што докажано се реализираат. Проверено, нова изборна програма на ВМРО ДПМНЕ. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш.